Работниците во штипската фабрика Баргала работат под притисок и постојан мобинг. Фабриката подобро да се затвори отколку работниците да трпат ваква голгота. Алармираше денеска невладиното здружение Гласен текстилец, откако вработените и ова утро во дворот на фабриката го искажаа своето незадоволство поради тоа што им доцнат платите, но и се пониски од загарантираниот минималец. Револтираните работници обвинија дека платите им доцнат со месеци, немаат здравствено осигурување иако работниот процес и во време на пандемија се одвивал нормално. Од раководството побараа платите за изминатите месеци да се изедначат со минималецот. Стварно не можеме да работиме. Не можеме 3 месеца е тоа. Значи 10.000 плата, 3 месеца, у 3 месеца 10.000 плата. И ние не знаеме како више да постапиме. Тешко, многу тешко. Многу тешко. Тие 3 месеца, али ние не минимална 10.500 тие 3 месеца. Али па се сложиме и на тоа, нели? Синдикатот договор ни прави дека ќе биде, дека ајде и ние толку години сме туку оваа фирма, не ќеме да се затвори, сакаме, значи се нормално, не одбиваме работа никој пат. Здружението Гласен текстилец денеска до трудовиот инспекторат достави представка со потписи од вработените кои бараат надлежните да ја утврдат состојбата во фабриката. Фирмата има земено државна помош, пак ќе рече. Барам интервенција од врвот на државата, бидејќи овие работници се мачат секој месец со нивните плати, со тоа што си го изработиле честно и поштено. Нека дојдат и нека разговараат веќе еднаш со раководството на фабриката и да се одлучи дали можда во е подобро веќе да се реши ваа голгота. Раководството на фабриката најави пресконференција на која јавноста ќе биде запозната со моменталната состојба. Инаку состојбата во фабриката Баргала денеска ја коментираа и штипските опозиционери, кои прашаат дали власта сака да ја сокрие ситуацијата само затоа што е фамилиарна фирма на пратеникот од СДСМ Сашко Николов.